каде што се изврши еден масакр овде во Сиднеј. Денеска не планирав да снимам никако видео, сосем случајно се најдов во местото Бондеј, значи на местото од каде што се случваше ова цело пукање. Гледате засилено присуство на полиција, значи не само овде во Бондеј, туку претежно низ целиот Сиднеј. Имаше неколку акции полицијата последните неколку дена. Од едната страна гледам таму 3-4 полицајци, од другата страна и низ целиот град има контролни пунктови каде што полицијата застанува коли, легитимира и прави се што може да се открие нешто што може поќе во врска со пукањето пред неколку дена. Тој е мостот, сите го видовме на социјалните мрежи и денеска, значи четврток, луѓето имат положено цвеќе. Пиши Борис и Софија, Гурман. Овие се Борис и Софија, се првите двајца. Камерата не ги фати баш добро, некоја камера од колата ги фати на некоја секунда. Овие се првите двајца кои загинаа, значи овие се првите две жртви, самите луѓе, значи загинаа негде тука негде на 10-15 метри, а на социјалните мрежи што ја видовме камерата, таа снимаше негде од овие апартмани. Значи ова свеќе му е посветено на тие двајца, Борис и Софија, Русија. Значи ова е тој Кобен мост и веќе на воздушна линија негде 100 метра. Не знам дали може да видите, не мислам, пошто е многу темно. Тука се дешаваше тој празник Ханука, прв ден од тој Ханука празник во реализација, во организација на руските евреи. Пошто ова е позната локација со голема концентрација на евреи, има голем број на руси, украинци и значи тој парк таму, местото каде што луѓето си го празнува тој ден. Се продавало нешто како овошје, се имало некои маскаради за деца, мали. И тука веќе она се што видовте на социјалните мрежи. Пак ќе кажам, од тие апартмани оттаму од негде снимано, затоа снимката беше доста лоша, зумирана од телефон. А тој херој што го разоружа привремено, тој еден од тие психијатриските случаи што пукаше, тука негде од прилика таму кај едно од овие личните ламби, и тој му го зема оружјето, се враќа назад и продолжува да пука. А човекот кој скокне, кој му го зеде оружјето, тој заработи 2 куршуми и заврши во болница. Тој се враќа тука и продолжува да пука со син му. Го убиват и син му продолжува, татко му лежи мртов баш овде на ова место. Татко му лежи, а син му продолжува да се пука со полицијата. Кој болен ум. Кој болен ум. Сега има тука некои свеќа, стајно цвеќиње во чест на
на загинатите. Сигурно не тој што пукаше, туку гледам името тука на малата Матилда. Значи ова е чупенцето што загина најмладото, за кое ќе ви кажам како ги сретнав нејзините родители во болницата. 2 дена пред масакрот одиме на фудбал со ќерка ми. И имавме една мала незгода, односно ќерка ми Мија падна при играње фудбал и ја скрши раката, значи имаше дупла фрактура на левата рака. И подитно заминавме во детската болница во Ренвик овде во Сиднеј, која се најдува негде на неколку километри баш од ова место. И нова болница, али во недостаток на доктори, плюс викенд, не пуштија дома. Потребна операција, треба се оперира чупето, дојдете утре. И ние се вративме наредниот ден во саботата. Чекавме саботата негде 12 сати во болницата, во таа детска болница, која, па ги кажам, недалеко од тука. Чекаме 12 сати и негде кон крајот на денот, негде вечерта во саботата, ни велат дека пак немаме доктор и морате да се вратите утре сабале, значи во недела. И сега чекаме цел ден неделата и малата конечно влегва во операциона сала, ќерка ми Мија, негде околу 6:30. Во неделата, значи 6:30, 10 минути пред да почне пукањето овде во Бондај. И излегов во чекалната со жената ми да ја чекаме малата да се заврши операцијата. Во меѓувреме негде помина сат до 2, значи се случи пукањето овде во Бондај и сите повредени, нарочито малата Матилда, која тогаш беше се уште жива, ја донесоја во таа болница кај што ја оперираја ќерка ми. И седиме со жената ми внатре во чекалната и слушам, значи негде по сат и пол, можда 2 сати, не сум точно сигурен, почнавме да слушам извици како Мија, почнаа доктори да трчат. И знаете она како на филм, кој ќе чекат да излезе доктор од операција, да му кажи дали беше до операцијата добра, како поминаја, али ова беше во реалност. И јас и жената ми се погледнавме, зошто вика Мија и зошто трчат доктори. И станавме на брзина двата и тропнав на вратата, реков се е во ред. Да, се е во ред. Во меѓувреме ми се приближува една жена, избораме во меѓувреме со жената ми дека се е во ред, дека пробале да разбудат ќерка ми, завршила операцијата, се е во најдобар ред, ама не разбравме што е со докторите што трчат. И го отворам јас Фејсбукот и гледам дека во Бондај, значи негде на неколку километри од болницата има пукање. И однаеднаш не знам од кај се појави ова жена и ни вика на кој јазик зборате. Ми се обрати како на македонски, така некако. Ми вели на кој јазик зборате. И јас му викам, на кој јазик вие зборате? И ми вика руски. Му викам, ние сме македонци. Ама ја гледам жената видно вознемирена, исплачена, со солзи во очите. Му викам, што работат? Вика, имаше пукање во Бондај, вика, ја погодија ќерка ми. Вика, рече 10 години. И кога ми рече 10 години, пошто јас имам ќерка која е 11 години, како родител, не знам што да кажам. И само му рекол дека ќе се молам за ќерка ви. Во меѓувреме иди мажот му, значи избезумен човекот, значи таткото на Матилда, избезумен во ходникот и кошулата му беше цела натопена со крв. И реков, жената уште до мене, реков, што се деси? Вика, почна да пука, вика, човекот ја погоди некоја артерија, ми покажува тука на ке ципите, вели, некоја артерија е погодена, вели, чупето ми се бори за живот. Реков, ќе се молам за чупенцето ваше, ќе се молам и се надам дека се ќе биде во најдобар ред. И тогаш беше последно кога ги видов. Ќерка ми Мија веќе почна да ја водат од операционата сала, операцијата беше успешна, раката беше санирана и веќе тргнавме да се движиме нагоре во лифтот низ болницата кон собата, пошто требаше да премеќаваме. И наредното утро кога станав, сегнали по социјалните мрежи дека малата Матилда не преживеа.
мислам дека ова ќе го носам со мене за секојаш во животот. И жената која ја видов во ходникот во болницата, постојано ја гледам, и таткото нормално, постојано ги гледам на социјалните мрежи последните неколку дена. Тие двајцата болесници има огромна прегледност тука, значи нема ни дрво, нема ни ништо, и тука се одвиваше цела церемонија на еврејската заедница. Така да нема никаков проблем да пука директно во луѓе. Значи тие двајца добро испланирано го одбрале ова место, овој мост, за да можат да имат што поголема прегледност кон паркот. Значи од мостот до паркот, значи чисто, видливо се, без проблем. Тука е во луѓето. Еден од хероите му одзема пушката и ја подпира баш на нова палма тука. Тоа е тоа место. Тоа е тоа место. Значи од тука, од местото кај што ја подпри пушката до мостот има негде неполни 100 метра. И овај паркот овде, значи многу лесна мета за некој кој пука во луѓе. Што да се каже после ваква трагедија, колку болен човек треба да бидиш за да земиш, за да пукаш во деца. Се положуваше цвеќе тука пред тој павилион таму. Имаше доста цвеќиња. Ми е криво што не можев да дојдам и да положам едно цвеќе, али бев доста зафатен денеска. Можда немаше ни ова да се деси, али пак ќе кажам, случајно се најдов тука и реков ќе пуштам камерата да видам и да видите како изгледа денес ова место. Тишина, апсолутно тишина владе. Луѓето се како избезумени, да кажам. Не може туше да поверува што му се деси. Во Австралија имаше неколку вакви масакри. Првиот се деси во, мислам, во 90-тите години, негде на 95-96 година, не ме фаќате за збор, на местото од Порт Артур, тоа е во Тасманија. И тука убил тој некој кој пукал по улица околу 35 души. Значи овај масакар кој се деси пред 4 дена на второто место. Исто уште еден имаше во Мелбурн, една позната улица со Х буквата, не можам да се сетам како се викаше, ако луѓето од Мелбурн знаат за која улица се работи, нека ме потсетат. И тука имаше уште еден таков сличен масакар, каде што човек вооружен со пушка пукаше на се живо и диво по улица. Тука мислам дека загине една македонка. Сега се постава прашањето, пошто многу луѓе ја обвинија полицијата покод овој мост се одвиваше пукање негде 10, не помнам, може 10 минути. Полицијата потврли. И тие што дошле, неколку жени, наводно не се извршиле работата кој што треба, наводно се смрзнале, што не ги обвинувам, али не реагирале навреме. Наводно ги чекале тие тактички единици да дојдат. Со други зборови, ова не е наша работа, не ќе да се мешаме. А од овој мост се пука неполни 10 минути кон паркот. И што е најтрагично, значи од овој мост од овде, полициската станица во Бондај е негде на 3 минути од тука пешки. Значи од тука да се тргни до таја станица е 3 минути пешки. Мора рака да му се пушти на
тој детектив кој го видовте кој пукаше од овде, од зад мене, значи едно од позади дрвата тука и директно пукаше со тој помладиот. Се наводно денеска тој се разбудил и одговара негде околу 60 кривични пријави. И за жал нема да оди и да види тие девиците, туку за најверојатно ќе заврши во затвор. Полиција има на секој чекор, еве ги позади мене. Контрола има низ целиот град. И како што кажав, ова беше срцето на Австралија и не мислам дека барем за во скоро време ќе биде исто како порано баш на ова место. Овој инцидент дефинитивно остави една огромна флека на австралиската држава. Мислам дека има и своја вина и политичкиот врв на Австралија, кој неќем да навлегам во политика сега, имаме луѓе кои се со различни политички погледи, али дефинитивно политичкиот врв има своја одговорност во целата ситуација и некој дури предвидел дека можда е ова само почетокот и можда да се десат не де Боже повеќе вакви настани за кои се надевам дека нема кој да ги видиме. Чиментото е се уште натопено со крв овде, уште се пресно.